Преполовен бројот на мигранти во Македонија останаа уште 130 сместени во центрите во Табановце, Гевгелија и Центарот за азил во Визбегово. Двата транзитни центри, континуираното обезбедување хуманитарна помош, здравствена заштита, придружба на малолетниците и нивното образование помогнале активно да се згрижат мигрантите и да се намали нивниот број. Ова го истакна на работилницата, на која се сумираа позитивните, но и негативните аспекти од мигрантската криза. Целосен систем за заштита на бегалците и воведување концепт за нивна рана интеграција, најавија од Министерството за труд и социјална политика. Сакаме на лицата да им овозможиме вклучување во образовниот систем, значи со помош на Ластрада и СОС детско село, веќе тие се вклучени исто така во детски лекцијата во претшколско образование. На оние лица, значи им се нудат соодветни курсеви за странски јазици, така да во секој случај на тие лица се разбира храна од наша страна. Ако мигрантската криза нешто не научи, тоа е дека треба заедно да соработуваме и да се консултираме. Благодарение на брзиот одговор на надлежните институции, им помогнавме на над 120.000 деца бегалци кои поминаа низ Македонија, велат Дуницав. Wonderful work has been done in recent. Одлична работа беше завршена како одговор на мигрантската криза која што се случуваше во последните години. Беа воведени нови интервенции, нови иновативни интервенции, а многу лекции од она што се случуваше на терен беа научени. И за сега може да се пофалиме со бројката од 120.000 лица на деца всушност на кои што им имаме помогнато на нивниот пат низ оваа земја. И затоа ни е особено драго што сме денеска тука на оваа средба да можеме да се навратиме на искуствата низ кои што минавме во овие 2 години. Од почетокот на 2015 година па се до март 2016 територијата на Македонија беше дел од балканската мигрантска рута, низ која поминаа над 800.000 мигранти, чија крајна дестинација беше некоја од западно европските земји.